Релативно стабилна е состојбата во Кумановската болница. Во модуларната болница и инфективниот одел се хоспитализирани 62 лица, од кои дури 52 се на кислородна подршка. Забележано е благо намалување на бројот на прегледи, но и нови хоспитализации. Но само 15% од хоспитализираните се вакцинирани. Директорката на Кумановската болница Захариева информира дека деновиве има наплив на пациенти од Кратово и Крива Паланка. Дневната болница ја посетуваат околу 50 граѓани кои примаат терапија 2 пати во денот. Некои се без коморбидитети, но имаме и такви со прекомерна телесна тежина, диабет и други заболувања, кои што малце потешко се справуваат со болеста, но оние што се кај нас се во стабилна состојба. Многу е мал бројот на оние што се хоспитализирани, се вакцинирани. Обично се тоа луѓе со повеќе тешки хронични заболувања и со намален имунитет заради претходните заболувања кои што ги имаат. Можеби 15% од оние што се хоспитализирани се вакцинирани со 1 или 2 дози, останатото се невакцинирани. Од општата болница нагласуваат дека од хоспитализираните се уште е доминантна возрастната група од 50 до 70 години, но велат се повеќе има и млади пациенти. Од оваа здравствена установа дополнуваат дека се подготвени со капацитети, но и кадар да помогнат на сите ковид позитивни пациенти. Куманово е меѓу градовите со најголем број заболени. Во моментов активни се 914 лица. По компликации од вирусот минатата седмица починаа дури 14 лица, а од почетокот на пандемијата во Куманово се регистрирани 414 починати, со што градот е на 4-то место веднаш зад Скопје, Прилеп и Тетово.